традиционалниот, добро познатиот тетовски граф, имено се одржа добро познатата манифестација во Теарце, Денови на гравот. И сега можеме веќе да анализираме, да ги сумираме впечатоците и да проследиме заклучоци од тоа зошто годинава имаме недостиг на граф. Со нас во студиото, од мојата десна страна, Метим Муарими, тој е организатор на манифестацијата, и до него професор доктор Сонја Ивановска од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Можеме и со првото прашање веднаш. Тетовскиот граф, кој што јас велам традиционален, тој е синоним на Титова, ама тој е синоним за нас, за македонците, денес е на патот целосно да исчезне. Што доведе до таа состојба? Може и за двајцата да биде прашањето. Зошто зборуваме за тоа дека имаме недостиг на граф? Воред, фала за поканата. Јас би почнал со тоа што се случуваше минатата недела. Накратко, манифестација која веќе 12 години се случува во Теарце. Често гости што ни доаѓаат, тоа што го кажавте, не само од нашиот регион, туку и пошироко од бившите држави на поранешна Југославија. Сегогаш ни вела дека вие нешто треба да направите со тој производ, но можеби и тогаш и некако и сега ние бевме свесни дека нешто треба да се направи и решивме тој производ, поточно гравот, да се обидеме да ја направиме како тема, бидејќи знаевме, пошто ние и јас живеам во тој регион и секојдневно се соочуваме со земјоделци што цело време ни кажуваат дека се соочуваме со вакви проблеми и така натаму. И тоа што го направивме и уште ќе продолжиме, институционално да работиме, да овој производ да биде тема, да не биде заборавена и понатамо да се работи, мислам, на посрочен начин. Традицијата да продолжи. Традицијата да продолжи, но битно е тоа овој производ да биде зачуван, иако знаеме дека секоја година ја има помалку. Знаеме многу причини, јас би сакал кратко од тој аспект како организација или како индивидуи. Знаеме дека едни од причините се климатските промени кои мислам секојдневно се случуваат не само кај нас, туку и пошироко. Мислам тешкиот процес на одгледување исто така е тежок. И тоа, мислам, третото што можеби државата не направила многу за да овој производ да биде брендиран, зачуван и понатаму да биде вака како некој значителен производ на регионот. Професор, ке само да го дополниме прашањето со едно подпрашање, колку, бидејќи доаѓаат од Факултетот за земјоделски науки и храна, сигурно имате разменето искуства со колегите и ги знаете условите од другите земји, колку е важно за една земја да има свој заштитен, брендиран земјоделски продукт, без разлика за што зборуваме, а особено кога се работи за нешто што е широко применливо и употребувано. Вака, јас сега ќе почнам малку порано. Веќе гледачите веројатно ме препознаваат. Неколку пати сум известувала дека одиме по селата, собираме семе од стари локални сорти. Тетовскиот граф е на врвот од тие локални автохтони. Во овој случај дури тоа е автохтона, не е ни само локална сорта, која што е создадена во тој регион, создавана со векови. Бидејќи, нели, кога они се живи негде во еден одреден регион, можат да се адаптираат на условите, на климатските услови. Но, и друга работа за тетовскиот граф, што? Тоа е веројатно единствениот пример кај нас каде автохтона сорта се одгледува на големи површини за комерцијално производство, бидејќи обично тоа е само во градините дома, секој си чува по некакво сортиче, неколку семиња, нели, ќе посади. Трето, што е далеку познат во регионот, србите дури имаат селекции, значи сорти создавани именувани тетовац, каде што го користеле тетовскиот граф како почетен селекцијски материјал. За разлика од тоа, ние немаме селекцијска програма за граф. Во Македонија немаме за речиси ништо освен за житни култури, за пченица и јачмен и рж нешто. Значи, не е работено стручно на тие локални сорти, да се тие подобрат. Оставени се сами на себе и делумно можеби на земјоделците, кои што би требале да прават некаков избор, но во случајот со гравот не се прави избор, туку збирно на крајот семето што ќе се добие, се остава дел семе за следната година за седба.
Значи, една препорака за земјоделците и локалното население, кое што го одгледува гработ, е да проба да прави избор, односно селекција, да ги маркира растенијата уште во текот на вегетацијата, кои се најдобри, кои се најрани, за да се избегнат високите температури, најотпорни на болести и да задржи семе од тие растенија за сеидба за следната година. Така делумно може да се поправи. Каде е проблемот и зашто се одгледува се помалце? До нас веќе стигна известни информации дека лошо тетовскиот граф лошо ги поднесува климатските промени, односно високата температура. Кај гравот, како и кај речиси сите фуражни култури, он таму припаѓа, цветовите и мешунките паѓаат, односно абортираат, и приносот е многу помал во тој случај, кога имаме премногу високи температури кои траат непрекинато неколку дена, како што беше ова лето и сите претходни лета. Затоа во светот секаде, кога сите алармира за тие климатски промени, најмногу дека ќе има ефект во земјоделството, нас ни беше чудно тоа во почеток, не можевме да сватиме дека ќе дојде до овој степен. На почетокот се алудираше само на суша, отпорност на суша, да создаваат сорти што ќе бидат отпорни на суша. Верувајте дека во последните 3-4 години секаде во светот приоритет е во селекцијата отпорност на високи температури. Тоа е голем проблем генерално за целиот жив свет. Ќе продолжи и предупредуваат експертите и во ваква состојба кога мора да се следат и новите промени кои што се случуваат, мора да се адаптираме. Што е потребно, професорке, за да се произведе добар граф? Значи, прво и основно, за да ја зачуваме таа сорта, бидејќи се помалку ќе одгледуваат, нормално ако дава помал принос на ваква клима, може би треба малку да се поработи стручно, значи ние генетичарите и селекционерите да направиме баш стручна селекција, да одбереме некои од тие растенија, што се поотпорни, па следната година пак, така се прави тоа, неколку години трае таа селекција, тоа би требало да го подржи Министерството за земјоделство, бидејќи тоа е од интерес на целата држава. Прво тоа, да се манипулира малку со начинот на одгледување, со роковите за сеидба, за да се избегне оној жешкиот период. Затоа сега уствари сите одат на одгледување на ниски сорти, бидејќи тие имат покуса вегетација. И ќе созре пред да фатат тие екстремните жештини, ама ние со тоа ќе го изгубиме тетовскиот граф. Тоа е плюс тоа, многу тежок за одгледување, бидејќи е висок граф, бара потпора, или на пченка или на колци се одгледува. Генерално земјоделството секаде е во депресија, низ цела Македонија, да не се лажеме, значи ние одејќи по селата поминавме многу региони, преку 500 села, па дури и во Струмичко, Демир Капија, тој крај што важи за најнапреден, најинтензивен, почва имаме. Секоја трета оранжерија е празна. Значи луѓето се откажуваат од земјоделство, храната ќе станува се поскапа. Тешко е на тие температури, ние имаме опит годинава, поставено со преку 400 сорти, што сме ги собрале 400 примероци од локалните сорти. Значи таму бевме и се уште сме, еве сега ние бербата, од излез до залез на сонцето. На тие температури тоа не е лесно и тогаш ја ќе речам леле, па сега ги сваќам земјоделците како им и зашто се откажуваат. Меѓутоа треба државата во тој поглед, барем за тие некои култури што се такви, да навистина даде и пари и време. Тетовскиот граф многу одамна го заштитивме ние со елаборат во Заводот за патенти, како е точното име не знам. Но, што е проблемот? Не е работата само да се заштити една култура. Заштитата се прави, после се појавија оние ознаките за географско потекло, значи он треба да се презаштити, веројатно со некоја таква ознака. Не е само да се заштити. Треба да има државата, односно производителите, да имаат некаква добивка од таа заштита. Така, значи, таму сега би требало они да се организираат во некакво здружение, кога ќе го продаваат тој граф, на име на тоа што ќе ја носи таа ознака, да имаат они добивка. Во овој случај мислам дека дури ни тоа не е потребно, бидејќи тетовскиот граф си има многу добра цена на пазарот и е баран и не може да се задоволи. Јас сакав да прашам годинава која му е цената со оглед на тоа дека имаме недостиг на граф. Па мислам дека тоа последно, пошто и ние за настанот требаше да се занимаваме со овие работи и сакавме и луѓе да поканиме да продаваат. Некаде цената е над 300 денари, се движи помеѓу 300 до 500. Иако тоа што, мислам и професорката го кажуваше, ја има се во
најмала мера. Тоа што можеби во почетокот почнав, мислам, освен поддршката, брендирањето, ние се работиме со локалните задруги или тие што можеби директно се соочуваат и уште една би апелирал дека освен брендирањето треба многу повеќе поддршка кон земјоделците. Исто така беше спомнато дека процесот на одгледување, производство е многу тежок и сите овие работи, имајќи предвид и климатските промени, понатаму треба да се имат во предвид, да им се објаснуваат на луѓето, треба повеќе едукација кон населението, дека можеби треба да се работи во иднина во ова насока. Значи, ова би некој апел. Да, мислевте за патентирање во Државниот завод за индустријска сопственост? Да. Има да му елаборат, тој е заштитен како таков. Меѓутоа, пак ќе кажам, сега треба да, после се појавија оние ознаки за географско потекло, за традиционален производ. Во овој случај, овде и географско потекло и сорта, автохтона сорта е. Како да ја препознаеме таа сорта? Кај кочанскиот ориз е само потеклото, дека потекнува од кочани, а сортите се странски. Во овој случај ние имаме и автохтона сорта и географска ознака, така? Што е вистински раритет, не само кај нас, туку и во светски рамки. Да, меѓутоа пак ја кажам, значи дури во овој случај можеби тоа не е ни потребно, они додека немаат количина да понудат на пазарот, реално тоа цената достигнува и до 500 денари, го нема тетовскиот граф на пазар. А како да ја препознаеме таа сорта? Како? Значи таа си е типична, нели, бубреговидна, сплесната. Тешко ќе ја препознаете. Има многу сорти. Да, бела, само по вкусот, ако е поголеми, бела, има и други такви, нели, имате вие и кичевски граф, например, има многу други сорти. Тоа што е, мислам дека последните 5 години што е некоја ситуација што се појавува, дека има многу злоупотреба на оваа ситуација. Значи имаме во сите маркети или во сите пазари секој домат е од Шишево во Скопје, а секој е шишевски, а секој граф е тетовски. Дури граф од Киргистан или Кина има во маркетите. И секој ориз кочански, има наплив и се промовира дека е тетовски. Тоа мислам дека уште една ситуација што во иднина ќе биде исто тешкоти или мислам за производители. Сега, едно прашање исто така за двајцата. Прво за професорката. Тешко ли е и невозможно ли е да се обидеме како држава да се справиме со предизвиците кои што се нарекуваат климатски промени и едукација на земјоделците? Многу тешко, верувајте, тоа е актуелен проблем за најголемите умови во светот во моментот. Бидејќи се случува целосно поместување на целиот биодиверзитет во светот заради климатските промени, значи се појавуваат организми нели кои не постоеле во еден регион, се појавуваат масовно, со тоа се поместува нели целиот синџир на исхрана и така натаму. Конкретно за земјоделството, тоа на запад се решава со заштитени простори, каде што се е контролирано. Меѓу другото. И тоа треба да го сватиме и ние тука, бидејќи Македонија е маркирана како земја која во некој идно време ќе премине во пустинска клима. И мора да направат сериозни инвестиции, исто како фабрика, ако сакаат да отворат, па нели ќе вложат многу во опрема, во се, така и овде. Ако сакаат да се бават со комерцијално земјоделство, треба да направат, да го одгледуваат во заштитен простор. И тоа ќе кошта многу и нормално се очекува и повратот да биде голем, бидејќи храната станува еден од поскапите производи. Така за продажба. Па ќе биде најскап, затоа што е есенцијален за... Сакав да се навратам уште на нешто, само гледам дека сме при крај. Во Министерството за земјоделство има опција да се добијат поголеми субвенции за одгледување на автохтони сорти. Има една листа на автохтони сорти на која што е тетовскиот граф, значи земјоделците и здруженијата можат да конкурираат и за такви субвенции од таа листа да биде поддржано, и така е секаде во свет, бидејќи по правило автохтоните сорти секогаш даваат помал принос од комерцијалните. За да го мотивираат земјоделецот да ја одгледува таа сорта, тој треба да добива поголеми субвенции отколку оне што одгледува друга сорта. Има ли мотив кај младите? Па има, најважното да закружиме. Има, бидејќи овој настан сегогаш се реализира со помош на младите, сегогаш имаме над 20, професорката беше, мислам дека гостинка и во настанот, имаше може да види. Околу вашето прашање ние имаме искуство, бидејќи сегогаш се обидуваме да реагираме кога ни се случуваат проблемите
Ја мислам дека ние имавме искуство со креирање на стратегија за справување со климатските промени за неколку општини во државата. И тоа што го научивме, и мислам дека некоја лекција за војни не треба да биде, дека треба да почнеме да ги вреднуваме работите што ги имаме, почнувајќи, како што реков, гравот, водата и другите работи, и врз основа на сите овие работи што ги имаме како позитивни, да креираме стратегии за војнина, да ги зачуваме и како да ги имаме за понатамо. Тоа би бил некој си апел или искуство позитивно што сме го имале како организација. Благодариме што бевте. Благодариме, да, ќе оставам со овој апел да го заокружиме разговорот, да благодариме за гостувањето. Се разбира, секогаш отворена порта да ја развиеме ова, но и други теми од областа на земјоделието.